Добре ми дојдовте во уште едно издание на подкастот на телевизија Алфа. Вечерва имам трема, бидејќи ќе разговарам со личност и човек кој што е голем, односно со извичници покрај човек по многу основи. Пред се како реализирана личност, понатаму како професионалец, како уметник со 4 или над 4 децениско искуство и како човек кој што е син на големиот Дарко Дамерски. По дипломирањето на Факултетот за драмски уметности во Македонија, својата кариерна надградба ја продолжува во Соединетите Американски држави, и тоа под менторство на реномираниот педагог Вилијам Еспер. И тука се случува практично во тој период неговото можеби најбогато творештво, 4 децениско искуство, што опфаќа театар, телевизија и филм на двете страни од светот, на некој начин едноставно кажано. Тој остава значаен белег, реков, и како актер, и како креативец за сцената во смисла на продуцент, режисер, сценарист, па и педагог. Неговото долгогодишно искуство кулминира со нови авторски проекти за кои ќе зборуваме и вечерва, кои продолжуваат да ја потврдуваат и само да ја потврдуваат неговата посветеност кон уметноста и кон раскажувањето на приказни. Дами и господа, вечерва во подкаст на телевизија Алфа е Симеон, или како што го знаете популарно Мони Дамерски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, Искра, како ме најави? Ја подигна летвичката, сега ќе морам многу повеќе да правам во животот за да... Во суштина вие само вака кога слушаат гостите најава, само сваќаат всушност колку од зад себе направиле, колку многу работи реализирале и колку забораваме на моменти, колку вредиме на некој начин. Вистина е. Мислам, вистина е дека сум, јас и сам не сум свесен колку сум оставил, правев сега one sheet се вика, или на една страница CV, и кога почнав да сумирам што сум играл, сватив дека сум играл во многу проекти, меѓутоа не толку колку што би сакал. Прашање на лична амбиција или апетит, и тоа што го зборуваш ти сега ме прави должен, да не кажам одговорен, да можам повеќе да креирам. Мило ми е. Да, но имам неколку работи од кои сум горд во својот живот, би сакал да се повеќе и малку повеќе да придонесам, зашто сите ние имаме своји мерила и мислам дека ќе разговараме вечерва за тие мерила по кои ние функционираме. Ти благодарам за убавата најава. Многу се радувам што ви имам тука на истава маса пред мене, што ќе имаме и многу едукативна емисија во суштина. Тоа посебно ми значи, бидејќи па тоа е емисијата на националните медиуми на крајот на денот, да едуцираме макар една личност, да ја свати суштината и да му придонесеме за подобро утре, како чувство, ако ништо друго. Пред кога ве слушнав прв пат, кога се договаравме дека треба да дојдете, ве прашав да не е лошо време, извинете, ве барам, и рековте искрено, никогаш не е лошо време. И така ме замисли од тој момент некако таа фраза, заради тоа што де факто од нас зависи како го перцепираме времето, дали е лошо или не, и е многу суштинска реченица. Дали сме свесни како ни го креира животот, начинот на кој што размислуваме? Јас сум. Од неодамна, мислам дека тоа се вика манифестирање, барем популарно во последно време го гледам како израз. Јас повеќе години сум свесен за тој феномен, не заради тоа што јас сум нешто посебно паметен, јас го имам прочитано таму кај што сум го читал и таму кај што јас ја црпам својот спокој и да кажам алатките кои што ми овозможуваат да бидам посреќен и да го градам својот живот така јас како што сакам. Но верувам дека е апсолутно тоа вистина. При тоа јас само би додал дека во овој материјален универзум покрај ми се случувале, значи да одговорам уште попрецизно, неретко ми се случува, особено во последно време, да посакам нешто и тоа можеби не се манифестира веднаш, не се реализира веднаш, но после извесно време ќе се случи и ние не секогаш за жал. Бидејќи има временска дистанца од моментот на мислата до моментот додека се случува, поминува и не го поврзуваме со тоа. Бидејќи сум свесен за овој феномен, зашто тој за него многу често се зборува во скиентологијата со која се занимавам јас, таа филозофија која мене ми го спаси животот и која ја практикувам секојдневно или се обидувам да ја практикувам и ја изучувам, го забележувам и кој ќе забележам, ова јас го помисли пред известно време. При тоа, она што сум го сватил низ годиниве е дека некогаш се случуваат побрзо, некогаш поспоро, некогаш можеби година, две ќе доцнат. Но во свое време се случуваат. Се случуваат и ако вложиш енергија, побрзо стануваат. Ова е материјален универзум, се базира на енергија, атоми, електрони,
иони, молекули и така натаму. И тие се сите извори на енергија или се манифестации на честички на енергија. Ако вложиш енергија, побрзо станува. Значи не е само да посакаш, мора да завртиш телефон. Ако сакаш таа девојка да ја освоиш или да ја добиеш оваа работа, не е да седиш дома и да посакаш да ти дое работата. Тоа може да се случи, ама не е скроен овој универзум така. Во него има пречки, кај што има други луѓе што влегуваат, други цели, и мора да вложиш напор, да подигнеш телефон, здраво, ми се допаѓаш или не знам, мора да некаква иницијатива да вложиш. И луѓето се свесни, многу се свесни дека таму кај што вложуваат многу енергија, во целта и во желбата што ја имаат, многу побрзо или стануваат конечно работите. Ако може кратко да одговорам. И она што ми остава впечат дека во понова време се повеќе луѓе се свесни за тоа како феномен. Да. Веќе се зборува отворено, разни вежби има, разни да кажам опции кои се нудат по социјалните мрежи за како тоа да го оствариш. Јас имам своја опција, следам таа, досега се покажала како успешна, така да. Зрачите со една прекрасна енергија, изгледате одлично, вие сте роден за оние кои не знаат 1958-та, така што не можат многу луѓе на оваа возраст да се пофалат со ваков изглед, еве нека биде комплимент или како и да. Ќе разговараме на оваа можеби за некој од нашата публика малку и пофилозофска тема, но вие имате супер начин тоа фино симплифицирано да го спакувате, па ќе го објасниме во стекот на разговорот. Поводот за кој што сте вечерва тука, освен вашиот личен профил и остварувањата, е почетокот или премиерата на Утре на утро, серијата која е работена во копродукција со телевизија Алфа. Режисер е Јани Бојаджи, нашиот директор. Стартува утре во 20 часот и ќе оди секоја недела. Вашата улога е американски амбасадор во Утре на утро, и сега вака кога ќе слушнат луѓето кои не го гледале филмот, ова ќе биде сепак серија во повеќе епизоди, ќе речат леле американски амбасадор, односно кај нас е тоа перцепирано како многу голема личност која е супервизор на македонскиот политички и општествен живот, па ви беше ли страв да бидете во улога на американскиот амбасадор? Не, видете, јас сум актер. Ако за мене е примарно да речеме прво дали е предизвик улогата, што ми е многу важно, и втори дали проектот можеби и поважно, дали проектот има некаква позитивна намера, цел, дали неговата реализација може да има убаво влијание врз иднината на луѓето, на земјата. Тоа може да звучи глупаво, ма јас така живеам. Тоа мене ме прави среќен, ако проектот може да донесе некаква убава иднина, некако освестување на луѓето кога го гледаат. Така да немав никаков страв. Ако погледнете, има филмови американски во кои големи глумци, Џон Војт, Джин Хекман играат луѓе од ЦИА кои се, да кажам, негативни личности, карактери кои се злобни и така натаму. Тоа е нивна работа. Наша работа е да и предизвик е да можеш да играш таков лик. Кој што за мене е предизвик колку е подалеку од мене да го играм. Полесно е поблиску, поголем предизвик ако е подалеку од мојот личен свет и начин на гледање на работите. Значи немав никаков страв да го играм, а тоа се личности кои влијаат. Ние често слушаме во медиумите дека имаме влијание од ЕУ, имаме влијание од амбасадори. Јас не сум присуствувал на ниеден од тие состаноци да можам влијаат, притисоци вржат, не можам да кажам. Но знам дека излегуваат на телевизија и ставовите што ги изнесуваат се веќе самите по себе притисок. Да. Како и да е. Апропо првото прашање што ме прашавте, ако јас верувам дека нашиот живот е манифестација на нашите мисли, идеи за иднината, за тоа како го доживуваме животот, јас сум длабоко убеден дека е така, но тоа е цела една емисија како тоа се случува и зошто. Се сложува. Ако е така, тогаш значи би било безсмислено да мислиме дека големите сили ги оставаат малите играчи, како што сме ние како земја, да ги остваруваат своите цели и при тоа да влијаат негативно на нивните стратегии и тоа што го смислиле за иднината. Неминовно ќе трпиме влијание и секој трпи влијание. Дома трпиш влијание од мајката и немој да учиш ова, оди на факултет. Значи во нашиот живот сите влегуваат така и како држава ни влегуваат. Американците ќе викаат едно, ЕУ ќе вика друго, бугарите ќе викаат трето, грците ќе викаат четврто. Меѓутоа, како ќе се развија твојот живот зависи од тебе. Дали ќе дозволиш да те водат по нивниот пат, или ќе застанеш и ќе го остваруваш својот сон од кој што зависи твојот интегритет. А кога велам зборувам за интегритет, зборувам за честност кон себе си, кон своите соништа, кон својата визија, ако сакаш, на политичарите македонски, кон тие луѓе што ги одбрале, кон мнозинството и тоа што си го ветувал. Во тој смисол,
може да влијаат, може да е страшно, може да не е страшно, но мене не ме засега, зашто ако јас знам каде одам, никој не може да ме измести од тој пат. Може да имам пречки, треба да ги надминувам. Кога станува збор за земји и влијание од земји се разбира, ние сме имали историски ситуации во кои некои од нашите дури лидери биле, бидејќи сме мала земја, биле изложени па дури на смртни закани, ако сакаш и така натаму. Или имало атентати, па не се открило кој го не дошол до денеска. чевларот од улица да го отепа нашиот бивш председател. Имало нешто таму. Но затоа интегритетот и силата на политичарите наши, кои ние ги бираме, е таа што и на, ако сакаш и како луѓе, кога не се согласуваме со нивната политика, е таа што одредува каде ќе одиме. Така да кој год да прави, секако ќе има други влијанија, тие може да не се најдобри за нас, од нас зависи колку и каде ќе одиме за да го манифестираме тоа што сакаме или да го имаме тоа што сакаме да го имаме како иднина. Значи, не ми е страв. Зошто би ми било страв? Јас сум актер, затоа сум платен, можам да играм и криминалец, и цијаш, и амбасадор и така натаму. Сценариото е напишано, неговата идеја е дека има влијание од големите земји. Некој автор го напишал, ако е некој авторот ќе го гонат. Апропо ова, татко ми играше во еден филм Црно семе, ние не можевме 5-6 години после тоа не добивавме виза да одиме во Грција. И се тоа е влијание, ама ти си уметник. Ако се согласуваш со ставот или ако веруваш дека тоа што си го направил било неопходно, ќе си ги сносиш последиците на големите сили. Кои да се тие? Веруваше, големиот Дарко Адамевски веруваше, бидејќи тоа е тоа. Веруваше. Стоиш строго и цврсто за својата одлука, така е. Уметник неповторлив, без разлика, да не ни се налутат оние други кои креираат, секој во своето време е успешен на свој начин, но тоа е легенда во актерскиот свет. Да се вратиме на утре наутро, да. Јани Бојаджи вели дека утре се бајле, така и имаме и таа варијанта. Во едно интервју вели дека во филмот ги обсервира луѓето кои носат одлуки без да се свестат дека други ги сносат последиците од тоа. И сега тука вака малку во таа конотација научија ли креатурите на политиките во Македонија дека е важно да се стават во чевлите на обичните луѓе. Обичните луѓе го мразам како фраза, но сите сме ние истите луѓе. Имено. Точно. Не знам. Јас мислам дека, ако мене прашуваш за лично мислење, светот е во многу интересна состојба во моментов, по тоа што го обсервирам. Поприлично е вознемирен и верувам дека има на прагот сме на донесување на многу битни одлуки, како не само како земја, и како свет. И ова што ќе кажам не е ништо ново. Сите паметни луѓе кои следат што се случува, го обсервираат тоа. Има една струја која влече кон глобализација и многу поголема, да не кажам целосна контрола на светското население, и има друга струја која влече кон сувереност. Јас сум суверенист. Јас верувам во тоа што Гоце Делчев го зборувал. Светот го доживувам, за мене светот е поле за културен надпревар меѓу народите. Колку повеќе култури, толку поголемо богатство. Сите ние кај нас, и ова ви го говорам од личното искуство и на Манаки, ако сакате, како директор, кај што јас сум бил на поголем фестивал, во кој што целата автентичност е изгубена, и сум ги гледал истите гости што одат на тој голем фестивал, кој што има многу повеќе пари, и кој што поважен од нашиот беше, и веројатно се уште е, заради финансиската моќ која ја поседува. И нашиот фестивал како уживаат на нашиот фестивал, зашто има патлиџани, има ракија, седат на сонце, мали сокаци, никој не ги замара, се дружат еден со друг, не се на лента индустријска. Тие уметниците, и да не генерализирам, светот е побогат ако имаме повеќе разлики. Ако можеме да се почитуваме при тоа со тие разлики и да уживаме во разликите. Јас една од работите кои ми пречеа, живеев еден период во Мексико 6 месеци. Кога ќе отиде во трговскиот центар во Мексико, беше исто како да сум во трговски центар во Америка или во Скопје. И не можам да си купам автентични чевли, во Италија едно време одевме, па ќе си купиш ова и чевли кои никој други нема. Зашто тебе ти се медисуваат. Сега и сите ги имаат, како се викаат, не знам, продавниците за чевли, и во Њујорк, и во Скопје, и во... Таа глобализација јас не ја љубам. Особено што не верувам дека идејата зад неа е добра. Ама тоа е мој личен став. Мислам дека постои една гарнитура која сака да го турка светот и јас не сум... бидејќи е полесно за манипулација, но... Точно така. И јас не сум за тој поглед. Понекогаш мислам дека нашите политичари одат во тој правец. Ја следат таа варијанта. Се уште имам верба
дека тоа го прават зашто мораат, а не зашто сакат, дека за таа, да, еве, ние правиме тоа, стои некаква, ма нема да го реализираме до крај, ама ќе покаже времето дали сум во право или не. Јас можам да ја разберам улогата во која се наоѓаат и состојбата во која се наоѓаат, затоа што притисоците се огромни и не би ме изненадило ако не ги слетат на некој од нашите политичари повторно да му се случи тоа што му се случи на словачкиот премиер. Значи, тие големи сили не се воздржуваат и не име туѓо дури да решат на тој начин. Така. Ако можеше Джеф Кенеди на една најголема Америка во еден момент да исчезне, кои да се силите кои го елиминира, што сме ние за нив? И можам да го разберам тоа чувство на страв. Но при тоа едно можам да кажам. Ако погледнеш кои се хероите на Македонија историски и кои имиња нас ни останале како некои ликови на кои се темели нашето постоење и чии сон се обидуваме да го следиме или ни создале парче земја на кое можеме да си го зборуваме својот јазик, сите се исчистени така. Да. Не постои ништо вредно кое не е добиено без ној, без крв, без многу напор, труд. Зашто иначе што е? Кога ти дојде кој некому дал слобода ако не освоиш сам? Каде немало жртвино? Гоце, Питу Гули, Јане Сандански, Ѓорче Петров, Никола Карев, сите се отидени. Од предавници, од туѓи сили кои се мешале, ама тие се нашите херои. Тие останале и ќе ги памтиме како некој кој што ни го оставил, ваше го имаме. Со автентична идеја, со суверена идеја, во право сте сите и она без што го било зборувате. каква мисла што ќе ми биде ако мене ми се случи. Таа е одговорна политичка функција е. Кој ќе дојдеш на таа функција, тоа е товарот. Така е. И без тоа не можеш да го носиш, нема лесна политика играње. Ние сме особено како стратешка позиција за копнено минување од еден во друг континент, од север кон југ, од запад кон исток, од тука врват патиштата. Затоа сме уште на ветрометина и не чукаат и едни и други, ни го сакаат да не избришат и сакаат повторно да не. Што да е? Ама наша е одговорноста да го зачуваме ова. Друго нема. Брилјантно. Сурово вистинито, но брилјантно спакувано, тоа е, ова е тоа. Таа е Види, суштината на... Да? Да не го фалам, задржува суверенитет. Да. Ги словаците задржуваат некако суверенитет, ги словенците. Да. И имаат некоја своја идеја. Во Европа се кај што се под уште поголем притисок. Интерно се обврзани со договори. Ама си дозволуваат да не се согласат со цврстата линија која бутка во друг правец. Апсолутно вистина. И сега тука е совршено време за ова следново прашање. Има една фраза во филмот кога беше филм промоција на филмот кој потоа играше низ кината, значи ќе биде подобро утре наутро. Е една културна форма утре са бајле, ироничното утре са бајле. Реализам или песимизам? И реализам и песимизам има во неа. Ние викаме утре са бајле, ако кажеш утре са бајле, ма ја ни ја крстил утре наутро. Претпоставувам дека имал друга мисла. Луѓето што ќе ја гледат серијата, не би сакал да откривам на кај оди серијата, зашто ако кажам која е поточна за серијата, луѓето ќе знаат можеби на каде води серијата, но во серијата има и песимизам и оптимизам. Тоа што нас ни се случува, тоа е серијата. И има можност за поубава иднина, ама таа бара ова за кое зборуваме, храброст, бара цврстина, бара рбет, без разлика на цената, бара мудрост подеднакво, а ако не ќе биде утре са бајле. Така, јасно, супер кажано повторно, така е скроз. Вашата кариера актерска почнува како многу млад, тоа е 11 годишна возраст, иако пред да влизаме во студиото рековте 5 години како и да е. Значи уште во детството и јас тоа успеав да го најдам на 11 годишна возраст, тоа е некаде 69-та му доаѓа година, така некако. Веќе 89-та заминувате за Америка, каде што се едуцирате под менторство на, го споменавме во најавата, така е Вилијам Еспер. Како, прво зошто актерство и потоа зошто сад? И какво е тука силното влијание, претпоставувам, или можеби, не знам, подсвесно, свесно, како и да е на вашиот татко? Неизбежно е влијанието на мојот татко. Мислам, јас порасна во семејство во кое актерството, театарот и филмот беа се. Да. Значи дома секој ден ми се врткале актери, на вечери, сум ги слушал приказните за тоа што се случува. Татко ми ме носел во кинокултура од и мајка ми, не само татко ми. Ти има многу убав брак. Значи јас израснав во многу здраво семејство.
нетрадиционално во смисла, тие беа типично, да кажам, социјалистичко семејство. Двајцата работеа, баба ми ме чуваше, ме растеше, мајка ми попладне доаѓаше, се грижеше за нас, татко ми одеше, снимаше, значи некакво мајка ми ги водеше финансиите во домот, татко ми ги носеше парите, некаква, ако можам да кажам, типично македонско семејство од 60 и 70 од социјалистичка Југославија, 2 деца, помала сестра и така натаму. Но татко ми ме криел под палто кога оделе со мајка ми во кино на 3 годишна возраст, кога сум бил 2 години. Забрането било, јас се сеќавам до ден денешен во кино култура имаше напис забрането за деца под 5 години. Добре. И тој ги ме пикне и ме носи во кино. Јас сум израснат во тоа. Сум на 5-6 годишна возраст е мојата прва аудиција за еден филм што се вика Под исто небо. Таму не ме земам ако сум бил поголем, немав заби, јадев многу чоколади. Меѓутоа актерството е некаков спој на тоа што сум го сакал, на уметноста, зашто јас сум естета, многу сакам убави работи, и е спој на една друга жичка кај што подоцна открив дека преку актерството можеби можам да променам нешто во животот. Повеќе како писател, па така почнав да пишувам сценарија, и уште повеќе како продуцент, зашто така можам да ги бирам проектите кои што ќе ги водам. И така некако се склопи целата работа, меѓутоа беше неизбежно. Јас бев многу добар во наука, во биологија, во некој од... Генерално ми одеше добро школото. Главно зашто ми беше срам да не знам. Мене ми беше срам, не знам зошто. Има такви луѓе, како сакаш крсти ги штребери, бубалици, не знам како ги вика, но јас учев, мене ми беше најважно да не ме фата дека не знам. Ми беше срам. Да, познато ми е ова чувство. Така ли? Да. И во тој контекст мајка ми очекуваше дека ќе одам во друг правец, можеби, дека ќе одам, бев првак на Југославија во биологија, во 8 оделение. Срце, правев операции на жаби и така, меѓутоа тоа беше нешто што го правев патем. Добива воскит за знаењето, ме почитува и така натаму, но јас секогаш имав мисла наваму, ова беше нешто што сакав да правам. И тоа е порив. Не знам како да го објаснам. Јас подоцна открив дека може да биде тоа подобро, поконструктивно, но тоа ме однесе во Америка затоа што образованието овде што го добив кај еден од нашите најголеми професори. Тој беше професор на сите наши големи актери од првата генерација. Татко ми, Џува Лековски, Вукан Диневски, Драги Костовски, Ацо Јовановски, цела таа една генерација беа излезени од таа прва глумачка школа на господинот Ќостаров. Димитар Ќостаров, кој што беше дојден од Бугарија и е нашиот, ако не се лажам, првиот директор на Македонскиот народен театар. И јас таму добив едно образование кое беше многу сериозно, затоа што зборуваше за еден друг свет на уметност кај што уметникот е како свештеник. Пиењето не се дел од тоа, другирањето не се дел од тоа, ти имаш многу професионално пристапуваше на работата и не научи да ја доживуваме како професионална, многу сериозна работа. Арно, ама некои 5-6 години 81 заврши, значи 88-9 низ искуствата што ги добива во театарот, почнав да откривам дека има дупки во моето образование кои што се пусти Кирил Темков. Добро. Ни предаваше естетика. Етика. Мене ме предаваше етика, така. Нас ни предаваше естетика на факултетот. И неговиот учебник беше за од етиката. Негов, да. И тој еднаш кажа нешто кое што се поклопи целосно со мојот светоглед. Да не биде емисија за мене, ама ме праша... Не, молам, нека биде тоа е преку личната професија и искуство. Добро. Едуцираме во секој случај. Тој рече еднаш нешто што мене ми остави исклучителен впечаток, ама беше буквално како јас живеам. И тој рече, и така го доживувам јас светот, секогаш сум го доживеал така. Само не си свесен, знаеш, гледаш луѓе околу тебе, некогаш мислиш дека си чуден, некогаш не знаеш, ние никогаш не прашуваме што мисли другиот. Не знаеш дали и тој така го доживува светот. Не слушаме активно, туку мислиме што треба да одговориме така во... Не сме во моментот да видиме со другиот што се случува. И тој рече, големината на едно уметничко дело може да се одреди само ако се спореди со најголемите достигнувања од таа уметност во светската историја и во рамките на светот. И јас секогаш така сум го доживал. Јас кога мислев на актери, не мислев на нашите актери. Јас мислев на Ал Пачино, на Де Ниро, кои беа идоли за мене, да кажам, узор за мене што сакам јас да бидам и како сакам јас да бидам. И јас почнав да откривам низ тие години и улоги што ги играв по завршувањето на факултетот, дека не можам тоа да го добијам. Секогаш не, кога јас сакам и така јас како што сакам.
Чи не ги контролирав своите емоции. Не се случуваа кога сакав. Некогаш ќе успеев, некогаш не успевав. На една представа ќе ги добијам на премиерата, на репризата не ги имам. И почна да сваќам дека мене ми недостасува некој елемент. Сега може да помислиш дека тоа е нешто што се открива со време, дека е нешто што е индивидуално, но јас го гледав кај многу амерички актери и викав, тие мора да знаат нешто што ние не знаеме. И отидов таму да ја барам таа техника и така отидов во Америка, во суштина. Тоа беше мојот пат до Америка од 11 годишна возраст, кај што играв, тогаш беше повеќе, како да кажам, на 11 години играв во Макбет, играв ме убиваа. Го играв синот на Магдав, кој што го носат од сцената и го убива. Тоа беше едно интересно искуство кај што добивав хонорар, одев на турнеи со театарот, па со големите глумци се дружев, па првото пиво го пробав во Палзењ, Значи тоа се некои интересни искуства, но не се вистинско актерско доживување. Првото актерско доживување за мене беше поразително. На 13 години играв главна улога во ТВ серија и се срамев од тоа што го правев. Зашто ништо не знаев, учев текст и не знаев што треба да правам. И кај нас се играше како што играат децата во детска радиодрама. И тоа беше за мене поразително. Се срамев, деца ме бркаа во школа, бев популарен, јас бегав од децата. И кога отидов на факултет, отидов да научам да бидам подобар. Така. И со време сватив дека не сум. И тоа ме однесе во Америка. И потоа трансферот психолошко-професионален се случува точно во Америка. Зошто? Одобивте ова што го зборувавте, го манифестиравте односно? Еве ќе ти објаснам. Значи јас една од работите кои многу ми пречеле, од како живеам од оваа земја, од како знам за себе од дете, беше недела попладне. Ке излезам надвор, никој нема. Живо пиле нема, сите се дома, јас со топката сам шутирам во зид. И ми беше исклучително здодевно. Јас не бев свесен зошто и како, ама ми беше здодевно и бев несреќен. И јас кога завршив факултетот, кога открив дека ми недостасуваат одредени елементи, немав намера да одам во Америка се уште. Но јас почнав, бидејќи бев добар ученик, на 4-та година гимназија ме пратија во Америка како на размена. И воопшто не ми се допадна Америка. Бев тинејџер, моите другари бркаа женски, јас учев у школа, кај што не возев кола, не можев да фатам девојка, цела година ќе умрев. Во Сент Луис, кој што е, како да ви кажам, едно место е во центарот на Америка, кај што за мене ништо не се случуваше. Јас на 17 годишна возраст со другари одевме во Дубровник, сами на одмори, девојчиња, странкињи и така натаму. Таа љубов кон девојките и жените во тој период беше многу битна и од секогаш била нормално, се разбира, битна так. За нас. Ние така растевме. И слобода една сме патувале да купуваме фармерки значи без било каков страв, без било какви граници, да купуваме фармерки во Трст, во Грција, во Чевли, Мевли, кога беа модерни. Одеднаш јас се најдов една средина во Америка, кај што не знам што мислев јас дека ќе се случи, во едно еврејско семејство, кај што не може да излезам да поканам девојка, не возам кола. Убиствено. Убиствено. Во школото никој не ме знае, доаѓам од комунистичка земја, не ме шливат. Да. Таму се популарни дечковците што играат амерички фудбал, кошарка, женските најубави беа со нив и ќе умрев од досада и од ништо што не ми се случуваше во Америка. До крајот кога почнав да играм во една представа, кај што првпат почнав да добивам внимание на представата и одења во Канзас Сити, кај што првпат ова е глупаво, ама отидов во Канзас Сити на 2 недели за да видам друга средина. Добре. Канзас Сити е исто среден некаков запад од Америка. И ме ставија во едно семејство и ме праша, сакаш, има 2 школи овде, имаме само 2 школи, приватна машка и приватна женска, кај сакаш да одиш на часови. Ја викам у женската, и како отидов у женската школа, на врата влегувам, Валентинс Дей ми даваат цвеќе од една девојка на која и се допаѓаш. Ке паднев у несвес, за мене се промени Америка. Меѓутоа, јас Америка ја доживав како здодевно место и не сакав да се вратам. Арно, ама од тие година дена го научив англискиот јазик. Така. Многу добро, и кога се вратив, почна да ме викаат од Американскиот културен центар, немаше амбасада, да преведувам за многу познати режисери и професори од областа на театарот кои доаѓаат овде. И јас почнав да се среќам со многу сериозни личности. Какви интересни развојни процеси. Многу, чудно. Да. И некогаш не знаеш како работите кои немаат никаква вредност ќе те однесат негде. Така. Меѓутоа јас почнав да среќам сериозни режисери кои потоа ми пишуваа кога решив да одам во Америка, како и да е, влегов во еден период од својот живот кој што е малку ранлив, кога си изложен
на актерските техники. Добре. Некогаш раздразнуваат одредени феномени, бидејќи се бавиш со емоции, па одевме во имавме еден професор за жал на факултетот за драмски уметности, се учи применета театарска психологија, која е нема врска со вистината, ако ме прашате мене. Ама почнавме да слушаме податоци ова е затоа што е Едипов комплекс, ваков комплекс, онаков комплекс. Имавме професор Фројдовец и почна да носи во дишевната болница долу во Бардовци. И почна да не во Бардовци, во долу имаше во државна болница имаше одделение и тоа е многу депресивно тамо. И одредени феномени им свират уши, па тоа е знак на можеби на шизофренија, па ова е знак, но и почна ние малку бевме сите зборичкани во тој период. Но јас не знаев дека се сите. И јас почнав да барам одговори во психолошки книги што е ова, што е она, и се уплашив и почнав да нестабилност на емотивна ми се јави. Дали е тоа, мислите дека е еден вид на стратегија на пак унифицирање на контрола на група или не знам како да речам. Не, мислам или дека просто е незнаење и само мислам дека станува збор на незнаење и за инфилтрирање на една квази наука во еден систем која што во суштина нема одговори за животот и за умот. Да. Зашто психологијата и психијатријата нудат некакви одговори кои, ако погледнете сега, бројот на психолошки и психијатриски заболени луѓе е многу поголем отколку пред појавата на психологијата и психијатријата. Па да. И немате пациент што е излечен. Сите се на некакви седативи, антидепресиви ги стават и тоа трае бесконечно. Тешко ќе видите човек кој што имал некаква фобија или ова или она, како и да ги каштеваат тие работи, кој што се излечил и станал добро. И јас барајќи тие одговори се збуричкав малку и се чувствам многу нестабилно во животот. И во еден момент се случи многу интересен феномен, и тоа се тие манифестации. Ама каснат. Директорот на информативниот центар, кој што ме најмуваше да одам на Битев, водев месец дена, многу познат театар, јас ги најавував, амерички театар, многу познати театарски режисери, им бев асистент овде кога доаѓа, он ми вика, зашто не одиш ти во Америка? Па не ми паѓаше на памет после она искуство мене, здодевно што ќе правам во Америка. И он ми вика, прво, второ како, татко ми почина, јас немав контакти, како ќе одам, уживав привилегии страшни, дори беше татко ми жив. Меѓутоа, татко ми кога почина, завршува целата привилегија, јас ја морам сам да се борам. Се вработив на факултетот за драмски уметности, бев асистент таму, зашто морав да почна, не ќе додам во театар. Мислев дека во театарот нивото на етичност не е такво за да може да создаваш вистински големи уметнички дела. Но игра во една представа и катастроф. Не може. Одушевени беа луѓето од пробите, од моето искуство и тоа што го правев на пробите, одушевени на премиерата, на репризата не може да го добијам тоа. Емотивно празен. Не можам истите емоции на исто место и ја викам, мене ми фали нешто. Морам да одам да учам, морам да научам што ми фали. И во тој момент овој човек ми вика да одиш во Америка. Не можам да одам, он вика има стипендии дава, тебе ти книга, одбери си. Ја одберов, пишев на 20 факултети. Од тие 20 факултети, еден ми рече одма ќе те примиме, дојди. Сега ништо не знам за факултетот, во Канзас Сити. Ми вика едниот ќе те примиме. Меѓутоа, јас во тој период работев со многу големи режисери и едниот од нив бил оценувач на постдипломските студии на факултетите за драмски уметности. Добро. И ја му викам, што, каде е ова, ја што сакам? Он ме вика, вамо. Јас гледав некои други факултети кај што можев полесно да влезам, он ме вика, вамо. Викам, окей. И им пишав, и тој ми пиша, шефот на катедрата, Вилијам Еспер, ми пиша, прати лента. Со ја пратив една лента, он ми вика, дојди да те видам. И јас работев во Кафуле едно, бев асистент на факултетот за драмски уметности, зашто не ќе додам во театар, ама татко ми почина, морав да носам пари, мајка ми носеше пари, немавме дома пари. Така. И станав асистент. И реков, ќе ги спојам овие три работи, ќе донесам, пошто знаев дека нема соодветна техника и образование на нашиот факултет, предаваа режисери кои никогаш не биле на сцена. За техники кои никогаш не ги пробале и никој не знаеше што се. Од книга читале нешто и резултатите не беа добри. И јас велам, ќе одам и ќе се вратам со техникава, ја ќе ја научам, ќе станам подобар актер, ќе се вратам со техникава овде. И каков ентузијазам. Да, види, јас многу подоцна во животот. Да не кажам, пред неполни месец дена открив што мене ме движи. Тоа е? Јас многу сакам да ги подобрувам нештата во околината кај што живеам. Да се подобри од колку што биле. Зарем не е жртва голема тоа? Па не е, тоа мене задоволство ми носи. Јас сакам да ги подобрувам и во својот живот, јас да сум подобар. Ме праша
како изгледам и што правам. Јас многу сакам денес да сум во подобра состојба отколку вчера. Ова што го гледам да е во подобро и да е поубаво. Естетиката ми е многу важна. И во тие напори јас ќе влезам во стан, да речеме, што го изнајмувам. Чешма, нечини килими, ја ќе земам нови килими, ќе набавам чешма што одговара на стилот. Не можам да живеам во таква околина. Тоа е некаква порив, не знам како да го крстам. И јас кога отидов, реков, ова јас ќе научам да бидам и беше поголемо добро и ќе најдам некаква техника во Америка која ќе ми помогне да се ослободам од овие стравови што ги имав. Јас. И така отидов. Добро. Отидов кај Бил, он ме гледаше, ми вика добро, дојдев, направивме разговор, работев во Матиник за да заработам доволно пари и бев асистент на факултет за драмски уметности, и бев келнер, и бев и во академскиот живот. И заработив доволно, отидов, и он вика, ќе те примам, не можам веднаш, ќе дојдеш до година. Или ако останеш сега и малку поише ќе се мачиш. Решив да останам до година, во меѓувреме мајка ми се омажи, се премажи во Америка. Добро. Таа направи голема жртва за мене. Јас го сретнав нејзиниот сопруг пред таа да го сретне, зашто јас бев кај нејзина пријателка сместен, која што живее во Њујорк. Повторно. Ништо. Бев таму, го запознав човекот, прекрасен човек. И она ја викаше мајка ми, пошто она сметаше дека и должи на мајка ми, беше болна нејзината мајка овде во Македонија, таа е од времето кога работеле заедно, пред мајка ми да се пензионира, заботеле заедно во истата фирма. И мажена во Америка. И таа ме згрижи, кај нив живеев месец-два во Њујорк, додека чекав да дојде професорот на факултетот, одмори беа летни. И таа ја вика на мајка ми, дојди во Америка. Сакам да ти се одолжам за ова. Мајка ми вика, не кеше да патува. Вдовица. И таа и прати карта. И не може мајка ми се да одбие. Картата е платена. И отиде мајка ми, јас го запознав човеков вдовец. И мајка ми нема да дојде. Помина месец-два нема да дојде. Ми се јави еден ден, вика, дали ќе ти пречи ако јас останам овде. И јас знам мајка ми како функционира. Таа е спремна се да направи, да се жртвува за децата. И викам, мамо, ако го правиш ова за мене, не. Ако го правиш за тебе, да. И јас веднаш знаев за кого. Викам, за тој човек, да, како знаеш. Викам, го запознав, он е многу фин човек. И мајка ми кога дојде после еден месец, рече ќе се вратам. Кога дојде со разубавена, со едни рубини, со црвена коса, црвени палта, не беше веќе во црно. Препородена. Таа дојде да си расчисти овде работите што имаше да ги расчисти и замина за Америка. И се поклопи директно со моето одење во Америка, јас таман го одложив година дена и таму отидов. Што е голема поддршка, така. Да. И во таа прва година додека учев таму, кај Вилијам Еспер се препородив. Ги добивте сите оние празнини Јас се влюбив во Америка прво. Ќе ти кажам зошто. Од таму почна муаветот. Во Њујорк сум. Да. 12 часот, 1 часот. Прозор отворен, топло, лето, доле фрштат автомобили. Све отворено, излези во петок, сабота, навечер, 11 сат, дуќани отворени да трошат луѓето пари, што работат цела недела, нема кога да ги потрошат парите. Така. Ја реков, ова е град за мене. Стално има живот. За разлика од со топката сам во джит, во десото. Стално има живот. И почнав да откривам особени, мене ми фалеше надпревар. Јас се гушев во здодевност овде. Кога завршив факултет, сите врати ми беа отворени на театрите. Татко ми, сакаш да се работиш во драмски театар? Неќам. Сакаш да се работиш во овој театар? Неќам. Веднаш се вработив кога посакав. Значи, за мене немаше предизвик во Скопје. Разбирам. Јас барав нешто поголемо. Ама тоа не бев свесен во тој момент. И таму, првата година, некаде по крајот на првиот семестар, забележувам, вика, више немам стравови. Не мислам, техниката на Бил Еспер, која ја предава, таа се вика Мајзнерова техника. Мајзнер е еден од најголемите три учители на американскиот театар. Џон Војт, Роберт Дувал, Джеймс Кан, Артур Милер, Сидни Ламет, Сидни Полак, сите кај него учеле. И таа техника ти овозможува вниманието да го ставиш потполно на другиот, ништо да не мислиш, се само излегува. Емоции, ама има цел процес како се врви низ тоа. И јас толку се влюбив во актерството и кам не ми се враќа назад сега. Мајка ми бидејќи беше веќе маршена, не морав да се вратам, добив зелен картон автоматски. Така. И вашата сестра потоа доаѓа? Многу кратко, сестра ми беше само на одмор со децата.
Меѓутоа и нези се промени многу животот. Со тоа меѓутоа на кон крајот на семестарот како завршуваше, бидејќи вниманието ми беше цело време на работа, спиев по 4 до 5 сата на вечер, не можев поише да спијам, многу работа имаше на постдипломските студии. И јас велам во тие 4-5 сата јас се препородив, станав жив повторно. И викам не, ја овде ќе останам, овде сакам да седам. Да. Арно, ама како завршив првата година, сега па неам ништо работа. Чекам втора година да почне. И па почна да ми се уат мислите, стравот, што ќе биде со мене, како ќе биде, кај ќе оди мојата иднина. И се возам во Сабе и читам Дианетика. Дианетика е првата книга објавена во скиентологијата. После станало скиентологија, значи и вели модерна наука за менталното здравје, доаѓа од два грчки збора, низ душата, и значи што душата му прави на телото преку умот. Зборува за психосоматските болести. И за сето нерационално однесување од кај идат стравовите, несаканите емоции кај луѓето. И ја земав, бидејќи читав претходно Фроид, па почнав Јунг, па Адлер, чепкам и се зборичкав многу, зашто се уплашив сега како јас мајка ми ја сакам, Едипов комплекс, па татко ми го мразам, па почнуваш да бараш дали е вистина, па негде ќе најдеш. Па нешто има, да можда ова е од тоа и ќе те збуни. Да. И книгата почнав да ја читам и вели, сите стравови, сите тие доаѓаат негативни мисли, доаѓаат од дел од умот, во кој што влегуваат информации додека не си бил свесен заради некаква болест или доживеана несрекна случка, операција и така натаму. И сите што влегуваат, потоа влијаат од несвесното, кога има слични работи во околината што ги раздразнуваат, а ти не знаеш. И почнуваат да ти искачаат мисли и се чудиш од кај ми оваа мисла, или некојаш ќе кажеш ова не смеам да го кажам, па ќе го кажеш, а не смееш. Нешто што те тера. И таму се сите складирани. И почнав да ја читам и у првите 6 страни, викам, човече, ја не сум луд. Ова се чисти. И има техника како се чисти. Завртив телефон. Имаше телефон на книгата и викам, јас сум ваква и ваква, сакам да дојдем, вика, кај си во Њујорк? Што се бавиш? Таму имаме, вика, центар за славни личности, така се вика. За актери, за уметници, за познати бизнисмени, кај што одат, ако се познати, да не им барат автограми, да ги гледаат сите и да не одат, они таму си учат. И отидов, и од таму ми се препороди животот, што првиот курс што го завршив, ми помогна да се стабилизирам, вториот курс што го завршив, почнав да добивам многу повеќе улоги. Првата година го завршив, делов со енергијава и привлечност. Првиот курс беше надминување на стабилност во животот. Од каде доаѓа нестабилност во твојот живот? Емотивна, несреќи зошто се случуваат, болести, грешки зошто правиш и така натаму, и тоа ми рекоа прво мора да го правиш пошто си очигледно, јас им кажав што сакам да решам, тоа мора да го направиш прво да се стабилизираш, ја го направам. А нема веза, ова нема врска со психологијата, што сум ја читал. Они викаат, таква нестабилност се јавува кога има некој околу тебе кој што негативно ти влијае. И има вакви карактеристики за да го препознаеш ако имаш таков човек во околината. Ја како препознав, прво викам нема везе, и после го препознав, како го направив тоа што курсот го вели, ми се крена капак. Луѓето кои не знаат многу за скиентологијата им текнува прво и основно на Том Круз. Тоа е таа некоја Џон Траволта, Том Круз. Ето така. Айзак Хејс, Чик Кореа, сите се тие скиентолози. Сум имал среќа да ги запознавам сите преку одење во организациите кај што сум учел, па дошли и они да учат. Меѓутоа таа дава неверојатна стабилност. Па да, рековте дека после тоа по првиот курс всушност понудите доаѓаат многу повеќе и тогаш продуцираат практично. Ти продуцираш, почнуваш да учиш за животот. Што е тоа, да речеме, јас учев на факултетот кај мене, дека улогата може да ја добиеш во првите 10 секунди пред аудицијата. Значи тоа го учам на факултет, дека мора да те забележат и да оставиш печаток. И кој ќе го оставиш печатокот, он те гледа многу повнимателно после аудицијата. Да. И ако му се допадне аудицијата, многу полесно ќе те викне. И има закони кои важат во комуникацијата со луѓето, преку кои ако ги користиш можеш да го подобриш односот со луѓето и да постоиш во ист универзум со нив. Јас не знам дали си забележала и луѓето веројатно тоа го забележале. Прво, скиентологијата значи да знаеш како да знаеш или да знаеш во вистинската смисла на зборот. Практично е прирачник за живење. За животот, како се однесува животот, што е животната енергија, кои закони ги следи и така натаму. Има прост комуникација со луѓе. Како да комуницираш за те разберат и да знаеш дека те разбрале. Оти ние понекогаш комуницираме од нашите, ние секогаш комуницираме од нашите искуства,
кој ако се да речеме, кога си ентузијастичен зашто си многу среќен нешто убаво ти се случило, а комуницираш со човек што е тажен зашто во животот имал само загуби, тој не те гледа. Ти доаѓаш со став дека животот е прекрасен, дека има надеж, дека ти се случило нешто убаво, дека ти се отворат вратите, а он живее во свет во кој што животот е место кај што ти се случуваат несреќи и загуби. Обично тоа се случува во подоцнежна возраст. Кој ќе починат сопрузи и така натаму, работа е изгубил, го чукнал животот, зашто животот има разни фактори кои одат некогаш контра твоите намери и цели и со ништа. И ако не знаеш дека ти одат контра, и ако не знаеш како да се справиш со нив, на начин на кој не создаваш војна, туку ги заобилоколуваш или ги надминуваш без да создаваш војна која ќе ти одзема енергија, многу полесно оди во животот. И ти кога разговараш со тој човек, кога влегуваш, јас сум бил на аудиции. Добро. Страшни аудиции. Јас сум верувал дека не сум имал подобра аудиција. Влегувам кај... Не е битно. Влегувам кај еден тип кој што е геј. Добро. И треба да играм геј на аудицијата. Сцената е. Ама ја влегувам со ентузијазам, зашто во тој момент се чувствувам прекрасно. И во тој ентузијазам ја комуницирам колку е убаво надвор, сврнеше снег у Њујорк, ја многу сакам снег. Бело е, чисто е, викам, вау, каков ден влегувам унутра. Он не ме гледа. Он е во некој друг свет, во кој што не знам колку може да се реализира како човек, какви закана доживува од околината, какви предрасуди има од другите луѓе заради тоа што е таков каков што е, обезбедували пари, ке може ли да најде театар. И ти кој ќе влезеш во таква комуникација, он више не си дел од неговиот свет. Јасно. И без разлика колку е добра аудицијата. Сум имал аудиции, значи никогаш више не ме побара. И ќе се чудиш зошто. Сум имал аудиции кај што сум влегол на Шекспир. Макбет одев, Брут ме викаа да го на аудиција, се спремив катастрофално. Значи не може да ти кажам, очајно се чувствував дека сум ја промашил потполно аудицијата. И влегувам на таа аудиција, го правам тоа што го правам и ми се јавуваат сакаме да не играш. Добив улога во филм и им викам извинете, добив улога во филм, предпочитам да го работам филмот поголем за лаке. Сосема разбираме глумец со ваш калибар. А не можам да поверувам дека ме бараат. Се што сум направил е кога влегов на аудицијата, видов која е реалноста на човекот, во која реалност живее и комуницирав од таа реалност и со таа емоција. Разбирам. И јас му станав стварен. Да. И он ме забележа. И јас од таа реалност го работев ликот, што го играм. И не, тој ме забележал и тој е, јас сум дел од неговиот свет, јас треба да бидам во неговиот филм. Значи, вакви алатки добивав. Скиентологијата е многу практична, алатките се многу практични и растоварувањето од тие товари од минатото и од тоа несвесност и нездраво разумно што не кости понекогаш. Имаш луѓе кои се темпераментни, малку го изместува. Ке пукне. И тој, да речем, имаш такви актери кои имале кариера и кои губат кариерата заради тоа што се експлозивни, нетолерантни и така натаму. И тие сами најголеми противници и непријатели си се себе. Ова ги чисти тие нездраворазумни однесувања преку специјални постапки кои се работат, како вежби, како исповеднички процедури, кои се ослободуваш од ѓубрето и више нема влијание врз тебе. И не си кочиш. Стануваш посмирен, стануваш многу поумешен во разговарањето со луѓето, можеш да видиш што сакаат, можеш да ги разбереш, можеш да видиш дека не се против тебе. Тие само имаат друг светоглед и им се чини дека тоа е најдоброто решение во моментот, дури и тебе да те прескокнат или да ти ја скинат главата. Неговиот универзум. Да. Така? Две деца, ништо не знаеш за него. Има, нема да јаде. Кој ќе го видиш, можеш да го разбереш. И можеш да направиш нешто кое нема да го направи твој непријател, и кое ке и нему и тебе ќе ти биде добро. Зашто има и такви решенија. Имав план да збориме и за малку повеќе околу професионалниот дел, ама на интернет ќе си отворат и ќе видат што се има направено Симеон Муни Дамевски. Мислам дека овие суштински работи се многу потешки, во смисла имаат поголема тежина да бидат вечерва кажани и ви благодарам што го правите. И сега многу сум љубопитна во кој момент се случува прекршувањето да се дојдете да се вратите во Македонија? После колку време и во кој момент? После сето ова што звучи величинствено и сето она што го храните, вашиот дух практично во Америка и потоа доаѓа момент да си дојдете дома. Моето враќање беше принудно. Значи јас така се влюбив во Америка и не сакав да се враќам. Добро. Јас тие имам неверојатни и господинот Еспер и има луѓе кои биле клучни. Животот ми го спасиле.
Јас се обидувам да се одолжам на други начини, преку тоа што сум го научил да го пренесам тогаш кога можам, кога има интерес. Меѓутоа, јас од Америка не сакав да се враќам, но се разболев многу. И кога дојдов прв пат да прозборам за скиентологијата овде, што сакав и овде да знаат луѓето за тоа. Не знам кој ќе ја донесе. Јас прв пат слушнав за неа пред 10 години, 5 години пред да одам во Америка. Ма појма немав што е и тоа беше за мене, ма каки не ме интересира. Додека немав јас потреба да погледнам што е и да најдам некакво решение. Меѓутоа, во еден период јас отидов да живеам, кога се разделив од бев женет во Америка. Добро. За актерка од кубанско потекло, многу интересна жена, убава жена. Ова не можев да го најдам. Да, низ интернетот не можев. Двајцата бевме актери и имавме многу напорен живот. Живењето во Њу Јорк е исклучително скапо. Жестоко е за актери кои што немаат професија од која можеш да живееш редовно. Одиш, правиш што год знаеш, само за да заработиш нешто паричка, да платиш кирија, да може да ја бркаш професијата. И таа дел од својот живот битен жртвуваше, јас да можам да гонам својата кариера. Меѓутоа, тука се явуваат во Њу Јорк е скапо кирија, скапо е се. Стануваат нервози, нема пари, па ти кога ќе одиш да работиш и таа има кариера, нели? И ние во еден момент решивме дека е подобро да се разделиме, зашто тоа беше нездраво и за мене и за неа, тие нервози. И јас во тој период отидов една година да живеам кај мој најдобар другар, кој што беше фасцинантен лик, моја сродна душа. Автор, писател драмски, бивши актер, кој работеше во еден период како директор на една невладина организација или здружение на граѓани, која се викаше Американски граѓани за честност во владењето, што ги истражува корупциите на ниво на америчка влада на сите нивоа. Неверојатен човек. И страшен драмски писател кој што кога ја напишал својата прва драма во 60-тите години во Њу Јорк игра на Оф-Бродвеј, го споредувале со новиот Јуџин Онил на американскиот театар, што е еден од најголемите автори светски. Јас имав среќа да се запознавам со него, почнавме многу да се дружиме. И во тој период он се пресели во Конектикат и јас кога се разделив дојде речи дојди да живееш овде, додека не се средиш. И ја отидов во Конектикат да живеам и потоа дојдов во Македонија да зборувам малку за скиентологијата, повеќе луѓето да ја пренесам овде. Сестра ми и така натаму имаа потреба, почнаа да ја се бават со тоа и имаа страшни придобивки во животот и сакав тоа да го направам пошироко познато. И кога дојдов некаде после не овде, кога се врати во Лос Анџелес отидов и таму почнав да се чувствам лошо. Многу непријатно, физички изнемоштено. Тука откривата веќе дека има почнав да барам што се случува со мене и открив дека имам 4 години подосна во сериозна, значи животозагрозувачка состојба бев. Никој не можеше да ми открие. Ми диагностицираше еден тип во Мексико Сити, така почнав да одам во Мексико Сити, да барам решение за здравствените состојби и проблеми кои ги имаше, и во еден момент ми диагностицира дека имам нешто што се вика лајмска болест, дека ме каснал крлеж. И дека имам една низа инфекции, бидејќи јас немав здравствено осигурување, почнав да доаѓам овде затоа што не можев да преживеам таму. Работев по 3-4 месеци како преведувач високо рангиран на Америчкото министерство за надворешни работи. Во еден момент бев и еден од најбаран преведувач бев во еден момент. Меѓутоа не можев да издржам. 3-4 месеци работев, немав сила за ништо, почнав да заборавам, да ми се соголуваат непце и така натаму. И се вратив, почнав да доаѓам почесто во Македонија. Во еден момент таму стана кризата, свинскиот грип. Така. Па почнаа да зборуваат за масовна вакцинација за време на администрацијата на Обама. Јас реков, ова не е таа Америка во која сакав, јас влюбен сум во Америка. Јас го сакам американскиот дух, принципите на кои се заснива таа земја. Јас сум джеферсонијанец, ако тоа нешто ви значи. Имам сценарио што почнав да го пишувам, што се базираше на 2 лика наши актери што сакаат да станат звезди, одат да учат во Америка. Едниот од нив, другиот е починат, умрен и на изреката која во Вашингтон има тој потек што го викаат мол, кај што се наоѓаат големите, како ги викаат они, храмови на нивните најголеми председатели. Добра. Линколн, Джеферсон и така натаму, кои се основоположници на Американската република. Джеферсон е тој кој што најмногу ме допира, тој во неговиот храм стои огромна статуа, негова, и пишува
им објавувам војна на сите форми forms of тиранија, сите форми на тиранија врз човековиот ум. Да. Врз човековиот ум. И јас се влюбив во него. Мојот најдобар другар беше човек што знаеше за таа историја, ми кажувал што се правело во Америка, какви се обиди има. И таа земја да биде уништена од одредени фактори кои што не сакале, не го сакале фактот дека Америка е самостојна, независна, дека има слобода на вера, слобода на говор, слобода на оружје. Чи има фактори кои и тоа не го сакаат. И во еден момент кога се повлеков, јас викам, ова не е таа Америка во која се влюбив, време е да појдам дома, и онака морам да одам заради здравствени причини. Мајка ми учеше микробиотика, макробиотика да ме негува, зашто не знаевме како да се опоравам. И додека бев во Македонија, се случија одредени работи, запознав една прекрасна жена, се оженив повторпат, и во тој момент беше веќе бесмислено да се враќам во Америка, зашто јас не бев здравствено во најдобра состојба. Не знаев кога и дали ќе можам да се опоравам, зашто тие инфекции, според медицинската професија, не се чистат. Ако станат хронични. Така. И јас тогаш се запознав со неа, се јави во Американската амбасада, имам зелен картон, што да правам, не можам да се враќам назад, имаше своја прекрасна работа овде, јас немав никаква работа, повремено преведував, ама немаше смисла, сега јас додам 6 месеци да живеам во Америка, жене сум во Скопје. Така. И реков, ќе се вратам во Македонија, они рекоа, немаш проблем никаков, ќе го изгубиш зелениот картон, и тоа беше мојата приказна, така се вратив. Се вратив заради љубов, и се вратив заради тоа што се чинеше како порационално решение отколку јас да ја влечкам таму. Овде меѓу време почнаа да ме бараат малку како почна ми се подобрува здравјето низ третманите што ги правев јас. Помисленото прашање таман ќе го почна да ми се опоравува здравјето и јас почнав да добивам пак мојата пуста да променам нешто на подобро. Наш познат режисер кој што имаше освоено Канска награда, значи Златна палма во Кан за краток филм, не можеше филмигран да направи. Тука кај нас. Кај нас. Бара не му даваат. И јас во тој момент имав можност да разговарам со структурата што беше на власт, да видат дека нема резон, нема логика ова да се прави. Беше ВМРО во тој период на власт и јас 17-та. Добро. 17-18, тука некаде. Да. Не, 17 предходно. Да, предходно било. Груевски беше гарнитурата со Груевски. 16-та дојдоа 17-та. Години ги памтам, што е поразително според тоа кој дошол кога на власт. Не, 6-та или нешто така. Која беше? Не, 8-ма мислам дојдоа. ВМРО ДПМН начело со ова беше значи 8-9-та. добро. И јас се вратив, беше расположен тогашниот премиер многу за култура. И јас успеав да влијам на тоа, да ги убедам дека е бесмислено наш човек кој што е најголем наш режисер по постигнувањата, Милчо Манчевски имаше ваму, добил на Палма. И ги убедив да дадат филм и он во еден момент кога ги убедив да дадат пари за неговиот филм, он во еден момент вика, види, ама ја не можам и да го продуцирам и да режирам. И јас се буфнав во тие води. Ништо нема појма што да правам. Никако немавте понуда, односно немавте опција да се вратите на ФДО? Со целото тоа знаење, и да имав, јас никогаш веќе немав желба да се враќам во институција кај што ќе бидам врзан. Јас станав, ова е глупо да го кажам, мене слободниот пазар, јас открив дека морам да работам, не можам да седам у канцеларија, јас морам да имам стално проекти, мене ме возбудува работата, јас сакам филмот, сум режирал театар, режирав театарска представа во периодот дека живеев во Америка. И тоа додека бев болен, режирав театарска представа која ги освои сите награда на 12 величанствени. Значи беше хит представа. Меѓутоа јас не сум човек што може да седи у канцеларија, јас сакам еден проект отварам, друг проект отварам, кога не работам, имам два, развивам додека нешто мене ме возбудува оваа работа, јас сакам. Не сум човек што бара стална плата. Мене таа сигурност ништо не ми значи. Бевте 2 мандати директор, потоа сега малку ги скокнеме така на фестивалот Браќа Манаки во контекст на ова што го зборувате. Дали повеќе ви наштети или ви ги задоволи страстите и ета љубовта кон ова што сакате да го правите? Манаки не ми наштети ништо. Јас сум многу благодарен што ме избраа, макар и случајно. Во тој момент
Претпоставам дека никој не се нафаќал или сметале дека може би јас сум најдобрата варијанта тие што ме избра. Без разлика кои да се нивните причини, јас сум им многу благодарен. Добро. Зашто преку Манаки пораснав како човек, зашто преку Манаки открив дека мене токму тоа ме возбудува предизвикот да земам нешто што е во тешка состојба, Да. или во непријатна состојба. Реагиравте и тогаш дека државата го намалува буџетот Па и го го почи намалуваше. развојот на Манаки? Па го намалуваше, видете. Образложенијата кои беа во тоа време? Имаше прво го качија. Добре. За жал, неминовната несреќа на ова поднебје. Па и на други поднебја, ама не толку на Америка, да речеме, која што е слободен пазар, кај што има друг начин на финансирање на филмовие. Може би не толку и во другите европски земји, мада да, сега се повеќе, ние не сме многу и што подалеку од нив, мене ако ме прашате, толку поарно за нас. Што тоа оди во друга насока. Ама тоа е друга емисија. Меѓутоа, јас го земав Манаки кога почна ковидот. Да. Ја отпуштија тогашната директорка. Тоа е исклучително предизвикувачки период. Да, и јас спремав филм, игра, немав појма за Манаки. Ниту па мислев да се занимавам со таа работа. И ми придоа тогашниот председател, мислам, на Друштвото на филмски работници и председателот на Советот на филмските работници, на Друштвото на филмски работници. Ние, дали би се нафатил, ние би сакале ти да бидеш директор. Не можам, филм имам. Значи треба почна во октомври со снимање на филм, ова е јуни, мај. Значи појма немав што е Манаки, ништо не знам. Че јас така се фрлам во проекти затоа што ми се предизвик и е за мене интересно зашто не го знам. Па може би и тоа и Па има формулата таква за успех. работа кај Па мене. така? Ама се случува многу интересен феномен. Сега ја не го знам, ама кога ќе се нафатам, првата работа што ја направив ми текна кој може да ми помогне. Што сам ништо не се прави у живот. Значи ја не верувам во сам создавање. Јас функционирам со група. Само така се остваруваат работи во нештата. Мора да имаш визија, ама ти треба група. Тим, така. И јас кога се фрлив во продукцијата, што е многу интересен факт, УПА се знаеше со неизвршен продуцент, он е директорот на Гладиатор филмот, што е Хрват, кој што Бранко Лустик го направил, го внел во тој бизнис. Ја му се јавив и му викам, Джос се вика, Драган Јосиповиќ Джос, зафатен ли си? Не. Би дошол ли кај мене да ми помогнеш? Би дошол. Колку кошташ? 1000 евра неделно? Ништо, буџетот наш беше малку, 1000 евра за да ти дојде на Гладиатор, директорот на филмот и да ти го направи буџетот. Што ја појма нема како ќе правам ја буџет. Да, да. А Митко вика да ми бидеш продуцент, ај ќе бидам. И јас така се бувкам понекогаш. И го земав и Драган Јосиповиќ Джос му дадов 3 недели, му платив 3000 да ми направи буџет и ми рече ова ти се сумите. И ако се држиш до овие суми и малку заштедиш, ќе имаш пари. И ја почнав да го работам филмот и да преговарам. Ама едно е план на хартија, друга е реалност. Ема постана возбудливо и почнав да откривам дека има работи што ме возбудуваат, зашто изгоре камера, сега како се решени и почнав да откривам дека ја уживам да решавам проблеми. Ја уживам да изнајдувам решенија. Кога се зафатив за фестивалов, имам филм и сега викам чекајте да прашам прво. И они ми рекоа, за 3 недели ќе го спремиш, не е проблем, епидемија е, разбирање ќе имаат луѓето и викам окей. И отидов да разговарам со мојот режисер, му викам може ли да ја одам ваму ќе го спремам за 3 недели, па ќе се вратам во октомври да го направиме филмот. Појма немав дека не е вистина тоа. И дека не е 3 недели фестивалот Манаки. И се бупна му вика оди ај земи ќе работи Дејан Илиев, ние соработуваме многу. И се фатив ја за тоа, реков да го работам, кога видов што сум се пуштил, коса ми се дигна на глава. Никој не ќе да работи од членовите на Друштво на филмски работници на фестивалот. Тоа е мега проект. И да го фатиш на 2,5 месеци, па прво нема пари. Парите беа 6 милиони, 100.000 евра. Манаки е, како да ви кажам, тоа е бисер на нашата култура. Ние немаме поголем проект од тоа. Не постои во македонската култура поголем проект од Манаки, благодарение на предците. Тој имал своји успони и падови, заради тоа што се водел така како што се водел, но сега треба да го водам ја. Да. За 100.000 евра. Нити има спонзори, епидемија, нити некој сака да дојде. И за мене тоа е предизвик, ама е со
коса кревање предизвик. И никој не ќе да се нафати зашто знае дека тоа е бесмислено. Невозможно е да го спремиш манаки за 2,5 месеци. Како филм, ни филм ќе спремам ни ништо. И јас тргнав манаки ја го спремам, се појави една жена која ми ја препорача, ја земав неа, изгоревме ние двајца. Донесов уште 2-3 луѓе што ги знам приватно да ми помагаат во фестивалот, се нафати благодарение на, не знам и он како се нурна полуде. Мој драг пријател и соработник колега Кристијан Ристевски, кој што е продуцент, и он рече, ај, ја ќе ти помогнам да видам дали можам со домашните прилики и со другите проекти, и рече, можам. На месец дена, за извршен директор, тоа е страшна работа. Неверојатно обемна. И верувавте цело време дека ќе се успее? Ама јас знам дека ќе биде. Тоа е сонот на манифестација, имам сон. И ниеден момент немам сомневање дека ќе биде. Како ќе биде? Не знам, ама ќе стане. Странски спонзорства, што се не, случува? ништо не влезе, никој не влезе. Случајно налетав на Ари, мислам, може да се вклучија Ари, но имавме среќа да беше година кога многу луѓе не сакаа да патуваат. Не можеа и не смеа да патуваат заради маските, и да не ти кажувам какви имавме ние состојби. Јас не сум вакциниран, дел од екипата не ми е вакцинирана. Секретарката што беше не е вакцинирана, таа што ги обезбедуваше филмовите, Кристијан не ми е вакциниран, нека се вакцинира. Ја не сум вакциниран, ми паѓа на памет да се вакцинирам. Значи јас имам проблем со тоа некој да ми каже што ќе правам со моето тело. Да. Второ, целата работа изгледаше сомнителна околу вакцините. Јас сум прележал лаимска болест, уште се чистам, па не ми паѓа на памет да ставам некоја состојка уште во телото. И во тој момент Кристијан ќе полудеше кога види што се фрли, ама се готови сме. Леле мајко. Кате ги обезбедува филмовите, таа и таа прв пат се втурна во ова. Донесов некои пријателчиња млади кои обезбедуваат со кредитни картички да плаќаме, нема друго. Ама некое чудо се случува кога сакаш убави работи и кога веруваш во убави работи и дека нема зошто да не стане, се појави Тања Царовска. Добре. Она има пријатели у филмскиот бизнис музичари, обезбедивме една музичарка која може да е представителна, работела музика за Eyes Wide Shut, очи ширум затворени на Кјубрик, работела музика за Трговецот венецијански, значи наградувана, и она вика, ја ќе дојдам, супер, имам кому да дадам награда. И дур чекаме, се појавува друг голем номиниран за Оскар, австријски кинематографер измореден, он вика, ја ќе дојдам, пензионер, со жена му бил во Битола, многу ја сака Битола, и он ќе дојде при мене, ај, го решив проблемот, викам сега. Доволно е, никој друг да не дојде, 80-90 души се појават. Супер е, кој ќе го направиш првата година, морам да ти кажам која е мојот успешна формула. Ја имам сон. Не знам како, не знам зошто, ама сакам да е поубаво. Сакам да е посвечено. Имам два проблема во Битола. Прво, битолчани се лути и нема доверба баш во тој период. Зборувам кога го земав 21 кон Друштвото на филмски работници, зашто во еден дел членови на друштвото сакале да им го земат и да го донесат до Скопје фестивалот. Да. А Битола дава сериозни пари за фестивалот. И второ, не може да биде на друго место тој фестивал. Така. Тој е фестивал на Битола. Така. Манакиевци се оттаму. Трето, тоа што не го знаев тогаш, зашто ништо не знам ни за фестивали, ако ми веруваш. Им благодарам што ме поставија, зашто научив. И другата работа е од негде излегуваат. Јас сум научил во животот дека кога имаш убава идеја, почнуваат да излегуваат луѓе што сакаат да се реализира, сами ќе ти се јават. Да. Некојаш ќе чуеш, некојаш ќе ти текне, кој ќе му кажеш се вклучуваат. И тоа е дека јас, и тоа не работи во моја корист, барем не работеше во тој период, одам контра очекувањата и желбите на други поединци. Тврд сум, не сакам ништо нечесно да се работи, и тоа е проблем во нашата земја некогаш, затоа што има луѓе што се научени. Таква цела констелација, како и сте успеале да го изреализирате, имајќи предвид политика кога беше. Еве како беше. Значи, не си вакциниран, мора да се вакцинираш. Не се вакцинирам, нема фестивал, најдите си друг директор. Да. Па се јавуваат кај Филипче, кај овој, кај оној, па он вика као келнери се исто се најмени, не мора да се вакцинираат, и така ги отвори вратите, иначе не одам. Мора да држиш до својот интегритет. Мој сон е ова. Ама пари за ова не давам, мој сон е ова, за ова мора да има пари. И тоа антагонизира дел од луѓето во друштвото. Така е. И да речеме втората година имаме ние во статутот, мора да се членови на друштвото ангажирани. Се како овие луѓе изгореа првата година кои не се членови, што никој не ми доаѓаше од друштвото, како сега да земам од друштвото и да им кажам сега имам пари, па ќе земам други, не може така. Ја имам образ. Така е. И тоа го следам и втората година реков супер, ама немој, лето ќе го правиме фестивалот. Реков, па ќе ни се јави епидемија, па никој нема ми дојде.
И лето го направиме, се наполни фестивалот. Од 100 дојдоа 200, првата година 130, втората 260 и почна да се јавуваат спонзори. Ме видоа тие што они доаѓаат, пратат, вие не знаете. Они доаѓаат, гледаат, не се пријавуваат и ме седна втората година, ние сакаме да видиме ексклузивен спонзор. Македонци? Не, странци. Изгубивме ли од суверенитетот кога странци влегаат да финансираат фестивалот? Не. Јас научив една работа, сум човек што сака да учи. Првата година како заврши фестивалот, отидов на најголемиот фестивал у свет. Добра. Кои се као наши соперници, ама тие не надминале. Фестивалот, она што нашите луѓе не го разбираа од Друштвото на филмски работници, е дека тој е голем фестивал, го заборавиле. Слушнале, доаѓаат нови генерации. Оној станал, таму го водат 24-30 години од после нас се почнати 15 години. А кој фестивалов само извинете? Камери имаш се вика во Полска. Големи пољаци, најголеми, некои од најголемите кинематографери се пољаци. Работат во Холивуд. Колку сакаш контакти ќе ти ги донесат сите. Таму одат Џорџ Клуни, Никол Кидман, Бред Пит, одат на тој фестивал. Они го развиваат во еден правец. И јас одам на тој фестивал, не ги доживам како соперници, ќе учам од нив. И испечатив картички, никој не отишол наш човек таму на тој фестивал. Ужас. Соперници ни биле. Па од кого ќе научам? Тие 15 години почнале под нас, го зеле приматот, овие генерации доле други, дошле, слушнале за манаки, не дошле. По некој бил ќе раскаже, тоа таму е машина. Овие луѓе го водат 30 години тој фестивал, двајца исти, пољаци што живеат у Холивуд, со Дейвид Линч, Адриан Лин, поврзани со најголемите звезди, со најголемите кинематографери, тие им се отворени сите врати, го напретвориле во огромен. Градот ги финансира со изградба на киноцентар за 127 милиони евра. Мало градче од 100.000 жители. Каже Никола Коперник. Проблем нема. И јас отидов да научам и почнувам да гледам и да се запознам. Јас сум Симеон Дамевски, дојди на еден шалтер, дојде на друг шалтер, да ни дојдете нас. А сме чуле за манаки, не сме биле. Дојдете нас, ние ќе ви платиме. Што да правам? Ке најдам пари. Дојдете ке нас, ние ќе ви платиме. Дојде и почна да се јавуваат. Лајце рече, ние ќе ви бидеме ексклузивни спонзори, еве 12.000 евра. Добра. Епидемија и не ќе да патуваат, ама ние кои им платиме спиење, ќе дојдат. Втората година ми дојдоа две господи, ние сакаме да дојдеме, ќе си платиме патот, ќе ве чека на аеродром кола, ќе ве донесе, имате спиење платено, ќе ве пратам. О, супер, изненадување. Тоа тие да ти биле многу важни луѓе. Како не? И еден маж, тројца дојдоа, ги пратив во Охрид, на Кајче, на езеро, Ручек, уживале. Одам таа втора година во Камера имаш. Јас пубаво животот не сум си поминал, пубаво од колку син ми која се роди, вика едниот од нив. Другите две ме седнаа на вечерта на затворање на Камера имаш. Што сакаш, колку сакаш луѓе да ти донесеме на манаки. Едната е секретарка беше на таа не дојде, другарка нивна, секретарка на Друштвото на британски кинематографери, едно од 2-3 најголеми у свет. Другата беше шеф на ред, на маркетинг на ред камерите и потоа стана на virtual reality панели. Третата слободњак работела во, како се вика позната, за светла. Не е важно, производител на светла. Добро. Јас учам во овој период дека е многу важно тие производители на светла да дојдат. Апсолутно. И на опрема, тие се спонзорите. За тие да дојдат мора да дојдат познати имиња, и мора големи имиња и мора да дојдат млади кинематографери, што се тие идната публика нивна. Така. И ја почнувам на тие работи да го терам. Ми фаќа келеменката на тоа. Мојов извршен директор е мајстор да може да го смести тоа во буџетот, а при тоа Битола да разбере дека ова е на Битола фестивал, дека јас ја сакам Битолот и прекрасна. И дека овој фестивал нема селење, тука ќе остане, и дека овие луѓе што доаѓаат, почнувам да разбирам дека кинематограферите не се елитистичка фела. Неќат да ги давиш, сакаат да си седат да пијат вино, да се дружат со двој другари. Неќат да ги носиш пона. Сите заедно сакаат да бидат и дека е многу важно, и ова морам да го пренесам, што има проблем годинава со тоа. Сите да седат на иста маса, бре, звезди со млади, со производители, они затоа идат. И ако види дека тука може да направи дил, ќе ти дојде и ќе ти даде пари за тоа. Така. И така почна да доаѓаат. 1, 2, 3, лани имавме месечини преку 100.000 евра. Јас кога го водев преклани, преку 100.000 евра странски спонзори. Дојдат домашни спонзори. Каква е ситуацијата сега? Што знаете? Истите останати се. Дел се останати, дел мислам дека не се појавија. Мал дел не се појавија, но дел се останати и ќе останат под услов да не се направат истите грешки што ги направија. Но би било погубно да се вратиме назад, да се вратат назад
пред овие скокови да се случат во вашето време? Погубно е. Погубно е, јас понудив решение, значи јас не ми е цел да останам. Фестивалот втората година направивме 260, третата го направивме 400, четвртата година 450-60 регистрирани гости, нема битола капацитет за поише. Да. И ни дојдоа, меѓутоа мене ми е многу важно не да дојдат. Мене ми е важно да си одат среќни. Што ни раскажуваат. Ние бевме на пат кога го заминав јас, ни додели награда Друштвото на британски кинематографери за посебен придонес на филмската уметност, ни дадоа награда. Тие се едно од двете најстари друштва во свет и едно од најголемите. Во светот се отвораат нови фестивали постојано. И ако не држиш чекор, ќе си одат таму. Ако видиш дека ти доаѓаат, ама едни третираш елитистички, а другите не, мора да најдеш модус. Сите да се срекни да седат на иста маса. Со тие, они уживаат у тоа. Не им смета да се и поевтини. Јас сум ги возел најголеми кинематографери, сум ги возел со економи клас. Ми дојде со економска класа снимателот, значи страшен кинематографер. Ми дојде од Австралија. Беше спремен на жена му онда и плати карта. За честа што ја ме даваме. Користите ме, ви стојам на располагање. Ма не ќе да го тинтрашнавам и натаму. Он сака си седи со нив. Имаш притисоци од друштвото. Зашто он нема? Бе, не сакаат. Тие не се елитистичка категорија. Тие се уметници како сликарите од Ренесансата. Колку го спомнуваме друштвото неколку пати вечерва, колку реално личните интереси на луѓето клучни во друштвото се на штета на целата културна идентификација на филмскиот, уметничкиот живот во Македонија. Види, Многу од нив не размислуваат вака ентузијастички со вакви насоки во главата, туку на личен интерес и лично богатање. Вака да го поедноставаме. За жал, значи можеби е тоа емисија посебна, пардон. Сигурно е посебна. Но таму Друштвото на филмски уметници има извонредна идеја кога било формирано. Тоа било формирано како здружение на уметници во една социјалистичка средина. Како таму потоа го губиме ентузијазмот? Тоа ми е погубно. Не знам дали го губиме разберам. ентузијазмот, тој флуктуира, некогаш е поголем, некогаш е помал. Јас сум член на друштвото. Се зачленив зашто мислев дека можам и треба да придонесам. Добро. И да учествувам. Зашто еве ќе ти кажам каде е еден од проблемите основни на друштвото. Во исполитизирана земја како што е нашата, кога врвушката на Друштвото на филмски работници е од една партија, тоа неминовно страда кога ќе се промени власта. Јасно. И јас сум им рекол на состанок, ние треба да сме паметни. Кога ќе се смени власта, треба да ги смениме претседателите. Значи, уметници сме ние, сите зависиме едни од други. Ако работиш ти, работи овој. Понекогаш, каде е главниот проблем? Друштвото на филмски работници има еден основен конфликт на интерес, по моје мислење. Во Друштвото на филмски уметници членуваат членуваат и работници и продуценти. Добро. Ти има, за жал, во земји и во услови каде што има, а сегде во светот е така, кај што има различни интереси продуцентот од работниците, зашто честопати продуцентот најчесто во светот гледа што поише пари да стави во сопствениот џеп, а работникот ако продуцентот ги стави во сопствениот џеп нема да има повисока плата, има конфликт. Значи немаат исти интереси. Продуцентите треба да бидат издвоени од Друштвото на филмски работници, ако е Друштво на филмски работници. И можноста за манипулација е следна. Продуцентите може да не ги најмуваат работниците кои не гласаат за истите. Значи не велам дека е така, ама кои не гласаат за истите работи кои се изнесени на гласење. Меѓу другото, Друштвото на филмски работници не се среќа многу често. Еднаш или два пати во годината има собрание. Затоа многу луѓе не се дел од друштвото. Ние правевме некое наше друштво, тоа исто не функционира, кај нас е тешко да организираш група. Да. Но проблем е исполитизираноста и таму се случуваат кратењата на буџети. Културата е таа прва што страда, но тоа не е проблем никогаш. Мислам дека ќе ме ако имаш прашање, јас би рекол ако имаш способен човек на челото на една организација, државата мора да го поддржи манаки. Мора да го поддржи со некое основно ниво кое гарантира да не оди подолу од претходната година. Цени растат во светот, на сите трошоци, мора да има некоја колку ви треба основно ниво, реално калкулирано. Ние калкулираме некојаш повеќе, што знаеме дека стално не кратат.
Колку ви треба за основнино? Останатото сам ќе си го обезбедиш, кој е обе добар. Па кажавте многу суштинска филозофија на работењето. Мора да мислиш. Имено. Не може 100% се да ти е натацна, па тогаш лесно ќе го менаџираш, нели? Треба дел од себе да дадеш, да придонесеш за работите да се вратат. Така е. Тука да ми го одговоривте следното прашање, тоа е. Мора да има способен човек ќе донесе пари. Во бивша Југославија имаше еден човек, јас сум го запамтил него како пример. Тој се викаше Базбахилос. Беше директор на Македонија филм. Македонија филм беше главната дистрибутерска куќа што носеше филмови и цензорска во социјалистичка Југославија. Таму одеа прво се гледаат, цензорска комисија вика може, не може и он ги купува. Базбахилос беше домаќин кој што неверојатно го зголеми фондот, капиталот на Македонија филм. Станови во, не знам, ама мислел широко, така. Во Андон Дуков, во Копар станови, во Загреб станови. Човекот не можел пари да држи, купувал имот. И мислел на иднината. Значи има 4, она што сум го научил јас, е дека има 4 работи што може да го мотивираат човекот. Има од најниски до највисоки. Најниската се пари. Ме праша за личен интерес. Да. Парите се најнискиот мотивирачки фактор за кој за жал во светот генерално земено е паднат на тоа ниво генерално. Следниот е личниот интерес, не мора се пари, придобивки, фамилија, нешто што е за него, евентуално до партискиот интерес кој што исто се врзува на личен некаков интерес каде тој котира. Многу повисок ниво на мотивација е помош. Да помагат. Да помогнеш на други. Да дадеш помош. Човек кој што не може да помогне веќе не е жив. Тој што не може да помогне да се подобрат работите на други, да им помогне на други, кој не дава да се помага, се кочници во општеството. И четвртата највисока категоризација на мотивација е должност. Прекрасно. Делчев, Карев, тие чувствувале должност. Вие објаснивте што е патриотизам во основа. Во суштина е тоа. Должност кон идните генерации, кон минатите генерации. Лесно е да ги дадеш родителите во дом. Некогаш е неопходно. Но родителите кои те одгледувале и кои те воделе сметка и се грижеле за тебе, додека не застанеш на своји нозе, имаме долг кон нив. Суштински прашања одговарате и тука и така и ќе заокружиме вечерашната емисија, бидејќи времето ни тече. Ги кажавте најнеопходните, би рекла, не ќе да го употребам како фраза, не сакам да употребам болни точки, меѓутоа суштината на процесот на културната идентификација помешана со политика, финансиски предизвици, така натаму се. Тоа го кажавте, иако ни треба цела една емисија, сакам овие важни работи, животно важни работи да ги споделиме до крај, уште неколку минути. Што го прави Симеон Дамевски среќен? Дали е фактор унадвор, тоа веќе заклучив дека не е. Да. Низ целиот разговор сватив дека вие сте среќен сам со себе. Но ајде да ве чујам сакам. Јас долго патував до овој момент. Јас сум последниве 2-3 година-две среќен. Мене ме прави среќата, ако некој ја дефинирал е многу паметен човек, е надминување на познати пречки кон остварувањето на посакувани цели. Мене ме прави среќен да ги подобрувам нештата, да се подобрувам себе си во се што правам и како актер и како ова, непостојано работам на тоа и да ги остварувам своите соништа. Овој живот се врзани за актерската професија, зашто таму сум се насочил, но мене ме прави најмногу среќен кога работам, кога сум ангажиран. Кога можам да помогнам. Оние мотивацијски, хиерархиски точки. Јас, значи во должност, помош. Да, ако можам да помогнам, јас сум со луѓе, се дружам со луѓе на кои можам да им помогнам, кои ми дозволуваат да им помогнам и кои јас им верувам дека сакаат да ми помогнат. Се обкружувам со луѓе такви и градам свет во кој што важат моите правила. Ние сме бомбардирани со туѓи правила. Јас создавам свет во кој што важат моите правила и својата среќа ја наоѓам во создавањето на проекти кои што ми причинуваат огромно задоволство и во надминувањето на пречките кои стојат на патот на остварувањето на тие проекти. Лични интереси
само да го довршам зашто ми остана. А слободно. Сегде има. Нашето општество, светот се базира на лични интереси. Ако погледнеш политичката сцена, меѓународна е исплеткана со лични интереси. Од председатели на големи земји, кој заработува околу нив, како заработува, значи се е заплеткано. Затоа е светот во таква лоша состојба. Не можеш да бидеш среќен. Јас тоа сум го видел. Со милиарди долари. Во свет во кој што мораш да ставаш решетки на прозорите, затоа што некој гладен ќе ти влезе дома и ќе ти го отепа семејството што нема да јаде. Така е. И тоа ми е јасно. И мене ме прави среќен кога ќе видам луѓе на кои сум помогнал, зашто сум оставил некаква трага. Прекрасно. Можам нешто да променам во овој свет. Кој би бил вашиот апел или порака за крај за младите актери, професионално кои се актери, но и оние кои сакаат да бидат? Вау. Се плашам дека ако кажам нешто нема ме направи многу популарен меѓу колегите, но Сепак сте вие автентичен и се држите за себе. Јас многу интересно е. Никогаш за мене е предизвик јас да бидам подобар во наредната улога. Значи јас кога се спремам, гледам што не сум остварил како што сум сакал во претходната, за да бидам поуспешен и да ги додадам и тие елементи во претходната. Значи станува збор секогаш за подобрување, само подобрување. И тоа мене секогаш вниманието, никогаш не сум до крај задоволен, горе-долу, со исклучоци. Чесни, мали, но тоа ме прави да не сум интровертиран, не се надпреварувам со никого. Така е, освен со самиот себе. Така е. Но тоа е возможно само ако одат да се образуваат надвор, ако веќе морам да им дадам нашата, јас и ова го велам само од една причина. Не одамна бев вчера, завчера бев на Глумците пеат. Долго не бев појден во театар. И таму видов неверојатно талентирани актери. Неверојатно. На кои им фали само мала дообразба да бидат врвни звезди кои можат да играат со најголемите актери у свет. Година до 2 и премногу би било. И би им препорачал никогаш да не запираат, да сонуваат за тоа и да го бараат тоа. Ние немаме, за жал, во многу сфери, немаме врвно образование. Немаме образование, имаме талентирани луѓе кои предаваат на тие функции, но не се луѓе секогаш кои биле образувани за да го работат тоа. Да бидеш педагог за режија или за актерска игра, треба да бидеш педагог. Не значи дека ако си добар режисер можеш да бидеш добар педагог. Значи тоа бара посебни но мора да бидеш претходно да поминеш низ тоа за да знаеш како се чувствува тој оттаму. И јас би им рекол на овие млади актери да одат да бараат да се дообразуваат надвор. Тоа е прашање на амбиција, на желба. Јас никогаш не сум се задоволувал со малку, не финансиски. Никогаш не сум се задоволувал со тоа да бидам најдобар дома. Јас секогаш сум барал некакво, и тоа е погубно од друга страна, совршенство кај мене. И затоа сум одел надвор, да најдам како да го подобрам ова, како да го добијам ова. Стално сум бил, тоа е некака свест за себе си. Сум имал дека ова можам, ова не можам, ова не го правам се уште доволно добро. Тоа ме движело секогаш напред. Јас не знам дали е добро или лошо, ама за мене би рекол барајте да бидете подобри во тоа и барајте каде и со што. Ако ви е доволно да бидете доволно и срекни во Скопје, со тоа што го имате, се разбира. Јас затоа е давањето совети многу незгодна и непријатна работа, зашто давам совет на некој што може да нема таков сон како ја што имам. Јас од секогаш сум сакал да бидам. Ама можеби има баш еден кој што треба да го чуе ова. Можеби. Да бидам, да можам да играм во филм со Де Ниро, со Ал Пачино и ниеден момент да немам ниту комплекс некаков дека можам помалку, ниту тоа дека сум послаб како актер, него да можам рамноправно да играм и да придонесам на квалитетот на тој проект без било каква сомневање дека мене не ме бидува за тоа. Тоа е. Јас морам да ви кажам дека исклучително едукативно мене ми влијаевте вечерва.
многу работи кои сум сакала да си ги објаснам, а не сум знаела како ги слушнав вечерва. Мене ми значи тоа што одвоивте сериозно време за сериозно, искрено, автентично, на наедноставен начин да го опишете сопствениот развој, сите ваши премрежија и убави моменти и начинот на кој што сте ги поминале, и ви благодарам од срце што е така, бидејќи знам дека има и многу како мене што размислуваат вечерва и што ве слушаат. Ви благодарам уште еднаш од срце. Со задоволство, Искра, јас многу ти благодарам. Ужива во разговоров затоа што даде можност да чепнеме во теми, во овие дневно политички и актуелни теми кои се, како да кажам, чепнавме, но некој друг агол, интересен агол. Да не одам повеќе, многу ти благодарам за можноста да ги искомуницирам овие работи. Не секогаш прашуваат вакви сериозни прашања. Новинарите не мислам ништо маловажувачко, но се занимаме со многу некогаш плитки работи кои се материјални. Јас верувам дека имаме и заслужуваме повеќе отколку само да допираме по површината. Целта на овој подкаст беше да биде сосема различна, суштинска варијанта, сосема различна информација понудена сабота навечер 22:30. Немаме за цел да пропагираме ова или она, вака или онака, но тежат одредени работи кои треба да бидат кажани, а одлуките се секогаш индивидуални на оние кои ги восприемаат разговорите, па и овој вечерва од срце уште еднаш сум благодарна. И јас вам. Почитувани, знам дека уживавте и полно пати вака сум го завршила подкастот, но еве, тоа е што е, така се чувствувам и така и ќе го споделам. Се надавам дека ќе си го пуштите, па одредени секвенци, па уште еднаш, бидејќи социјалните мрежи го возможуваат. Тоа ви благодарам што вечерва знам дека со внимание не следевте и ви ветувам уште еден ваков во низата, суштински убави разговори веќе следната сабота, бидете на Алфа.